Во 1960 година телевизијата сепак беше нов медиум. Никој не знаеше што значи во права смисла на зборот телевизија. Тога научиме дури на специализација во Белград, кога бевме заедно со снимателот Приличков, но со враќањето оттаму во тие тешки услови за работа, работевме во една просторија 4x4, бевме тука 10 души, како што реков. Наистина имаме само 2 камери, немавме лабораторија, немавме монтажен стол. Работеме како дописен центар на белградско студио, со други зборови. Но и во такви услови сепак почнавме да остваруваме добри резултати. Условите за работа навистина беа лоши, а стана уште полоши со поплавата во 1962 и земјотресот во 1963 година, кога беше срушена и старата зграда на Радио Скопје. Со добивањето на бараките во Долно Нерези во 1964 година, а во тој меѓупериод работевме под шатори во Маѓари, до некаде се подобрени условите за работа и со голем ентузијазам на вработените на 14 декември истата година започна емитувањето на ТВ Весник од нашето студио, што е значајна страница од кратката историја на македонската телевизија.